Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Што носи средбата помеѓу шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Кодзијас? Нов состанок, нов позитивен импулс, стари и тврди пораки од Атина. Грција ја поддржува евроатлантската иднина на Македонија, но само со решение за спорот со името индиректно од шефот на грчката дипломатија не за влез на Македонија во НАТО под привремената референца БРМ. Може ли ова да се откочи? Дали е ова конечниот став на Грција или пак може да се очекува засилен западно-дипломатски притисок овој пат врз Атина? Што е со Брисел? Што е со препораката за отпочнување на преговорите? Ке има ли конкретно поместување или пак повторно некоја креативна кованица, преговори пред преговори? За македонската евроатлантска иднина разговараме вечерва во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа се Перо Димшевски, поранешен функционер во секретаријатот за европски прашања. Добро вечер, добре дојдовте. Нано Ружин, поранешен амбасадор во НАТО. Добро вечер, добре дојдовте. И третото празно столче е резервирано за Ризван Сулеймани, член на Евроатлантскиот совет на Македонија, поранешен министер и пратеник, кој што би требало во секој момент да пристигне. Пред да почнеме со дебатата, најавувам блок на реклами. Има толку различни домови. Некои се традиционални, а некои модерни. Некои топли, а некои студени. Мали, големи, најголеми, бучни и тивки. Привремени, фамилиарни, дом за еден или за повеќе. Твојот нов дом, тоа си ти. Аплицирај за стамбен кредит по твоја мера. Собствено учество почнувајќи од 15%, без провизија за одобрување, без трошоци за процена на недвижен имот за првата година и бесплатна полиса за осигурување на станот за првите 2 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Започни го утрото со насмевка и подготви го телото за денот што следи. Со утринска доза свежина и природен витамин С. Почувствувај ја моќта на 12 сочни портокали. Вива 100% сок од портокал, без додатен шеќер, без конзерванси. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неќе вратити. Равенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. 1 поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. И емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
На прашањето, кој оператор нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот? Граѓаните на Република Македонија повтор пат одговорија. Телекабел. Best Buy Award во категориите интернет и дигитална телевизија. Повторно за Телекабел. Одберете Телекабел. Најдобра вредност за дадените пари. Галерија, најдоброто од техниката. Купи си на 90 рати со инстант кредит одобрен за 30 минути или со кредитни картички до 48 рати без камата. Галерија Скопје Сети Мол вторикат, Битолек Прилеп. Најдоброто од техниката. Галерија. Без сложени пресметки. Само во Рамстор. Еден поен вреди 1 денар. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. За прв пат Снежа ја пропушти омилената турнеја на хорот. Болката во половината беше појака. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Македонски народе! Народе! Може би наскоро ќе имам бела коса. Може би добро ќе ми стои со белите патики. Може би ќе скокнам со падобран и ќе го победам стравот од летање. Може би ќе имам албум со слики на Facebook од мое патување на Куба. Што и да следува, во едно сум сигурен. Со секој нов работен ден, создавам заштеда за моите пензионерски денови. Информирај се за состојбата на твојата пензиска сметка. Погледни подалеку на penzija.mk. Овој четврток, најниската цена во градот. Само за вас, свежо пиле лудогорско, 1 килограм за само 109 денари и ориз кибела, 900 грама за само 39 денари. Единствено во Тинекс. Повеќе е секогаш подобро. Од сега, поголемо пакување на Пепси со 250 мл гратис. Побарај го новото поголемо пакување на Пепси за нови моменти на уживање. Повеќе Пепси, повеќе моменти за уживање. Пепси. Кога знаеш кој си и знаеш што сакаш, тогаш знаеш како. Лашко. Добро дојавте назад во студиото на 24, анализа што посредбата помеѓу шефовите на македонската и грчката дипломатија. Перо Димшовски, поранешен функционер во секретаријатот за европски прашања, Нано Рижин, поранешен амбасадор во НАТО, го очекуваме во секој момент Ризван Силојмани, член на Евроатлантскиот совет на Македонија. Пред да почнеме со дебатата, да ги слушнеме изјавите на министерот за надворешни работи Димитров и на неговиот грчки колега Кодиес. Убеден сум дека во ваш посет имате многу, да речеме, да кажем, леверидж и дека отварањето на патот може да придонесе и да помогне за да се затвори главното прашање. Јас се разбира, не сум наивен, ова е прва средба, патот нема да биде лесен. Имам чувство дека земјата е многу натапкана, практично е станат бетон, ние мора да почнеме да ја работиме, за да изникне нешто. Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да ги поддржиме нивните напори, под услов прво да се реши прашањето со името. Ова е услов на кој можеме и мораме да работиме за постигнување на
компромис прифатлив за двете страни, за да им помогнеме на нашите земји, нашите општества, дека има многу повеќе корист доколку ги надминеме историските пречки и доколку не инсистираме на конфликти кои што не водат никаде. Претходната влада воопшто не практикуваше постигнување компромис и прашањето со име од географски проблем го претвори во идентитетски проблем. Господин Димшевски, со вас ке почнам. Дали позитивните сигнали кои што ги доби Македонија во Брисел на посетата на премиерот Заев во понеделникот и најавата од премиерот дека и од министерот Димитров дека се размислува Македонија да побара членство во НАТО под привремената референца се пресечени денеска во Атина? Прерано е тоа да се тврди. Значи, ова е еден потез на шаковска табла, отворање фигури од страна на Македонија. Не знаеме како на тие позиции ќе реагира остатокот од публиката, да речеме, САД или Европската унија. Иако има одлука во последната одлука на НАТО, прво решавање на спорот, после членство. Меѓутоа тоа не мора да значи ништо. Можеби ова позиција на Македонија ќе се искористи од страна на останатите чинители да извршат притисок врз Грција за да ја промени таа незина позиција многу цврста и веќе видовме одредена промена на тонот денес од страна на Грција. Коцијас објасни што значи тоа спор за географско назначување и разлика од идентитетски прашања така натаму, што значи дека тоа многу добро нив им е јасно, досега тие тоа не го препознаваа колку што се сеќавам. Така да Шефот на грчката дипломатија денеска вели пријатната атмосфера не може да ги замени преговорите и да ги умекне позициите, меѓутоа може да помогне во преговорите. На истиот став и лидерот на опозицијата, црвената линија е таа. Македонија сака да биде членка на европските организации, ние ја поддржуваме евроатлантската еднина, меѓутоа решение на споразумето. И ние сме за тоа. Меѓутоа, зошто тогаш преговараме ако не се омекнуваат позициите? И самиот грчки министер спомна компромис. Компромисот е нешто што околу кое 20 треба да отстапат. Не може само еден да отстапи, тогаш не е тоа, по дефиниција не е компромис. Така да ја не верувам дека ќе има многу тврди линии од страна на Грција. Господине Ружин, членство во НАТО под привремената референца БРМ, тоа се наметна оваа недела како став на владата и од премиерот Заев и од министерот за надворешни работи. Тоа е нешто што Македонија се обиде да го направи во 2008 во Букурешт, заврши како што заврши со ветото од Грција. Зошто овој пат би било поинаку? Прво, јас би сакал поширок еден контекст да офатам. Значи, Македонија доживеа било после долго време, од понеделник па до вчера, светли моменти на својата дипломатија, на својата кратка дипломатска историја, затоа што од кога не го чувме зборот дека наша цел е евроатлантските интеграции НАТО и ЕУ. Го кажува еден министер кој што е, мислам дека, убеден сум дека ќе има голем успех во дипломатијата. Второ, тоа сите студенти мои на фон го знаат и пошироко, ова е школски пример, дека од внатрешната политика, практично надворешната политика е континуитет, односно, тој одеше со еден многу широк, демократски, позитивен однос кој што ветува подобрување на добрососедските односи. Инаку не заборавете, во НАТО таму ни се забележуваше дека добрососедските односи се лоши и затоа ние немаме покана и додека не ги подобриме, односно тоа би се материализирало со заедничко наоѓање на прифатливо заедничко име. Трето, за прв пат после подолго време имаме пријателски добри односи со соседите, со јужниот сосед, односи кои што беа постојано под некоја тензија. Ја би рекол, ова влада и овој министер
употребуваат нешто популарно, би го нарекле еден soft power во дипломатијата, значи со позитивно обедување, една мала мека офанзива, наместо hard power, каде што одевме, не даваме името, ние сме, не знам, тие ни се непријатели, така. Значи, оди со убедување. Тоа е многу битно во дипломатијата, затоа што кога ќе создадете одредени позитивни рамки, една одредена рамка на комуникации со соседот, и тие односи ќе станат помеки, и тие ревандикации ќе се смалат. Освен тоа, ова е прва средба која што се случува во време кога се уште нашите англосаксонски пријатели не преземале никаква акција на тој план, затоа што тие се оптоварени или со настаните во Ирак, Сирија, Русија, Украина и така натаму, Брексит. Меѓутоа се очекува, можеби во еден извесен период, да тие ставови кои што грчката страна ги застапува, ние што ги велиме црвени линии, инаку би сакал да кажам, во дипломатијата не постојат црвени линии. Мислам, не знам од каде е тоа измислено, дипломатијата е уметност. Разбирате, надворешната политика е став, меѓутоа дипломатијата е уметност на преговарање и така натаму. Грчка позиција од која што ни една влада таму се менува, политичари се менува, влади се менуваше, опозиција, власт не отстапи од нив. Добро, меѓутоа, еве ќе ви кажам пример. Еве денеска, се извинувам, Коцијас вели ветото во Букуреш не е за да се наштети на Македонија, туку да се зачуваат грчките интереси. Но, еве ќе ви кажам друго, во 2006 година, значи кога беше Бучковски во Брисел, тогашниот премиер Канамалис, под притисок на сето тоа што го направи Соединените Американски држави, признаа Македонија под уставно име, Канада ја призна, значи ние почнуваме да растиме, ние сме лидери на Балканот во тој период, пред Хрватска и пред Албанија. Одеднаш тој вели вака, му го вели ова на Бучковски: не се занесуете дека ќе ве примиме под уставното име, само под име под привремената референца. И сега 9 години подоцна, затоа викам, црвените линии не се ориентир според кој може да се утврди, да се индицира дипломатијата на една држава. Колку е реално Македонија да стане членка на НАТО под привремената референца? Мислам дека е реално. Не можам сега, немам метар да ви кажам. Самите по Букуреш беше истиот заклучок, дека важи заклучокот од Букуреш. Секогаш морате контекстот. Тоа беше период на градби, на коњи, на магариња, на антиквизации, на крстење на патишта. Јас лично сум носел порака до Груевски од Викторија Нуланд, кој рече: ве молам, кажете му на премиерот нека го повлече името на аеродромот Александар Велики, за да се вика Петурес, да покаже една позитивна енергија. Тоа што сегова влада го прави. Меѓутоа тој едноставно мене ми каже и пред сите, воопшто не ми паѓа на памет. И јас се прашав, па чекај, човеков, дали воопшто му паѓа на памет ние да станеме членки. Иако беше заинтересиран и така натаму. Добро вечер, господине Селемани, добро дојдовте во 24 анализа. Мило ми е што прифативте поканата. Не пропуштивте многу. Првиот круг на прашање се ги слушнавме денеска пораќите од министерот за надворешни работи Димитров и неговиот грчки колега Коцијас. Од грчка страна истата реторика, Македонија најпрво да го реши споразумето, потоа членство во евроатлантските организации, Македонија неделава ја реактивираше, ако можам така да кажам, начинот за влегување во НАТО под привремената референца. Го сосече ли јатина оптимизмот во Македонија по Брисел денеска, господин Селемани? На жалост, ќе мора да констатирам дека јас помалку сум разочаран после оние оптимистички изјави дека сепак нешто добро ќе не се случува. Она што денеска го слушавме од Атина, но ќе мора да признаеме, не беше ни помалку нејасна пораката дури од Брисел и од секретарот генералниот на НАТО и од представниците на комисијата дека клучното прашање сепак за Република Македонија останува проблемот со името со кој ние ќе треба да се справиме. Но има една друга околност која што за мене е многу битна, која ние треба да отвориме до многу крупно прашање. Две други прашања лебдеат
политички над Македонија, тоа е прво изборите локални кај нас, кои што мора на некој начин да ја зајакнат позицијата на владеачката гарнитура, со кој што ќе се создаде подобра позиција и за преговори и за внатре, за стабилизација на политичката позиција во земјата, кој што на некој начин ќе биде под притисок владата, истовремено да работи по два колосека, да одржи оптимизмот и идејата за интеграција, од друга страна ќе мора битка да води внатрешна, кој што ќе треба да ги стабилизира своите позиции со локалните избори. И нормално втората работа е што Република Македонија овој пат треба да го изоди во доста искомплицирани односи внатре НАТО, колку и ние да сме оптимисти, сепак има некои да не кажам препукување, но има јасни некои разлики измеѓу Вашингтон, кој е клучна и носечка сила во НАТО и европските партнери, посебно Германија, околу ово прашање кои што сакале ние не сакале да признаеме, тие се главните фактори кои можат да вршат притисок према Грција, едното и другото, за да можеме ние конечно ово прашање го ставиме на дневен ред и го решиме. Другата работа е што видовте ставовите на опозицијата. И од Брисел дојде пораката, ќе мора да се соработува со опозицијата. Ако треба да се соработува со опозицијата, прашање со која цена? Затоа што две работи беа она што одликува битката, да кажем, за промена на власта. Тоа беше отварање на патот на евроинтеграцијата и битката против корупцијата. Во ситуација која ќе треба да соработуваш со опозицијата, прашање се по која цена? Дали ќе се стави блокот на битката против корупција за замена за некоја, да кажеме, поддршка од опозиција што е неопходна. Ако едно да го ставаш, автоматски губиш простор и терен во внатрешниот план, затоа што тоа е најголемото очекување во Република Македонија. Дали се тоа ќе изроди се некој резултат, посебно во битката против корупцијата. И овие се две крупни прашања на кои ќе мора владата да калкулира во овој пат према европските интеграции, НАТО интеграцијата посебно. Неколку пати новите функционери од владата рекоа дека амнистија за криминалот како што велат нема да има. Па нема, ама по која цена ќе ја добие поддршката опозицијата? Од опозицијата која мора да ја добие. Ако сака, затоа што јасно е дека ако се влезе во процес на менување на име, тоа бара време, тоа бара поддршка, тоа бара референдум. А таква една битка не ќе може само опозицијата да ја бие, ако нема се општ консензус, поголем консензус во општеството, и по национална и по партиска основа. И прашањето е со што ќе се калкулира во таа поддршка. Ке зборуваме околу домашните позиции. Господин Димшевски, вие споминавте, а и господин Сулемани спомена околу евентуалниот притисок од Западот врз Грција. Ако во 2008-та тогашниот американски председател Џорџ Буш пред официјалниот состанок на НАТО го поздрави членството на Македонија во НАТО и најголем поддржуваш на така наречената Јадранска тројка, овој пат малку се изместени позициите во Америка, таму е Трамп. Стратешките интереси на САД остануваат како исти. Колку може реален притисок да се направи врз Грција овој пат, да не се повтори Букурешт? И од кого? Букуреш не е кај нас доволно разбран, не би сакал сега да се враќам. Приоритети на американската политика во Букуреш беа други. Тие успеа да си ги остварат тие приоритети на тој состанок. Грција нема сили да издействува уште на блокада. Еве, вака, мислам да ги отвориме картите. Меѓутоа, Македонија не треба да игра само на таа карта, на привремена референца во НАТО, без да биде многу, да има де факто и друга игра во позадина, тоа е нормално преговори, затворање на спорот еднаш за секогаш. И од тој аспект, ова подадена рака на Димитров денес во Атина, мислам, тоа е тоа. Подадена рака, дојдовме со пријателски намери да видиме како да го решиме спорот. Истото го кажа и Коцијас. Сега ние во тоа opening saldo, на што се вика, првите плотуни ги испаливме, бараме фиром, така ќе одиме. Меѓутоа, овие посети, можеби ќе се изроди нешто друго.
Клучно за ова е што спомна господинот Сулеман е кај нас целокупната политичка јавност. Тука имаме ВМРО ДПМН. Многу внимателно следам што таму се случува сега во однос поготово на овие прашања. Ја не мислам дека тие има некаков негативен став. Единствено негативно што беше лични напади врз Димитров во овие неколку недели, тоа треба да престане, не е на никакво ниво тоа. Ја следев внимателно настапот на Алфа телевизија на Антонио Милошевски, поранешниот министер за надворешни работи. Прилично, мислам, да речам со една задршка, тој даде поддршка на оваа политика. Многу е битно сега, значи Македонија може многу да ги појача десетоструко своите позиции, доколку има контакти меѓу челните луѓе, на неколку луѓе треба, тука тројца, четворица максимум, да нема многу ширење на тие разговори. Меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ или ДУИ може да учествува тука, да има договор за главните насоки како ќе настапува надворешната политика и да престани, мислам, прашањето што го имаме спорот со Грција, спорот со Бугарија, спорот со до некаде имаме нерешени прашања со Албанија, со Србија тие си отворија самите спор, гледаме, не знаеме колку е длабок, тоа е многу сериозно прашање и тоа ќе остане да не биде дел на натрешно-политичката агенда со оглед на изборите. Значи, тоа да се тргне, да има еден джентлеменски договор, овие прашања да не бидат дел на меѓуполитичките односи, овие стратегии за кој колку што повеќе направил. Знаеме, сите се патриоти, сите се за Македонија, еве ќе им дадеме медали на сите на крај, меѓутоа нека не зборуваат повеќе за тоа. Идејата за добивање покана за членство во НАТО, а процесот до пристапување, станување на полноправна членка на НАТО да се искористи за преговори и евентуално решение на спорот зимата, го кажа и го отвори премиерот Заев, токму во средбата на седиштето во НАТО во понеделникот со генералниот секретар на НАТО. Колку таа опција, тоа е сценарио кој што не е прв пат да се каже. Тоа беше дел од стратегијата и на владата предводена од ВМРО ДПМН, барам во 2008-2007 тој период. Не. Може не толку отворено не ја кажува. Ние испуштивме една шанса во 2009 за таква паралелни преговори како таква понуда да почнеме преговори со Европска унија и во меѓувреме да се реши. Како што велите вие дека може Грција нема да може да го преживее условно притисокот, ако биде тој реален и силен, дали може тоа да биде? Не би рекол сега да не ја ставаме Грција, мислам не треба некого што, како што каже амбасадорот Ружин, сега се ова договори, наша не е во наш интерес сега ние да се постапуваме најмолкно во однос на Грција со оглед на незината позиција и нашата позиција не е кизне колку силна со оглед на овие наши кризи што ги имавме во последниве 3 до 5 години колку се. Изјавата на Коцијас не исклучува таква можност. Изјавата на Коцијас денес беше дека да, треба да се реши проблемот за името. Тој не рече дека нема ние да станеме членка на НАТО и во одреден период. Членството во НАТО патем. Ја не знам дали има некоја проценка направено. Јас лично, моите информации, овие што сум ги имал, мислам дека тој процес, денес ние да го решиме прашањето за името, може би ќе фати 2 до 3 години за да станеме членка. Така стојат. Мислам, работите, јас тоа се други прашања тука по-важни во прашање и мислам дека можеби нема тоа да биде така брзо. Значи можно е тоа членство да почне и во меѓувреме да се даде време да се затвори прашање. Вака, прво бидејќи не се доискажа. 2008 тоа беше една геополитичка реалност. Тоа значи Буш во заменување, американците инсталирани на Балканот, нема руско влијание, русите се одсутни така натаму. Се јакне европската димензија, Саркози решава да се влезе, да се врати во командната на НАТО, испраќаат 1200 војници во Авганистан, финансиски донираат и тука се поврзуваат со она линија Русија, Шпанија и Франција, Шпанија
и го поддржуваат позицијата на Атина. 2017 е сосема поинакво геополитичкото обкружување на Македонија. Значи, Македонија порасна од геополитички аспект во очите и на американците, и на НАТО, па и на европејците. Значи, тука постојано што се зборува од една страна за можното руско влијање, бидејќи зоната на Балканот е од геоекономски интерес за Русија, а од друга страна се создадоа одредени дилеми и во самата Македонија, и тоа странските наблюдувачи го знаеа, затоа што почна да се шурува премногу со Москва, со Русија и така натаму, и нормално првото одење на Заев и на неговата етнички мешана делегација, тоа е многу значено за НАТО што Буер Османи беше таму, бидејќи тоа е битно секогаш да биде представник и од етничките заедници, беше само и една порака. Да, ние сме за НАТО, ние сме за Европската унија. Меѓутоа, сега, што се случува, ова што го велите, грците се добри трговци. И знаете, во трговијата од Балканот, секојаш ќе каже, не пуштам, ние сме до тука и не пуштаме. Односно, може би бараат нешто, може би ќе ревандицираат кон некој друг нешто за да може да бидат по-флексибилни. Меѓутоа, тоа е сепак во доменот на теоријата. Значи, да оставиме времето, не верувам дека 2-3 години, тоа е премногу долг период. Јас сум убеден дека прашањето би може да се реши максимум некаде до следната пролет. За тоа, Селимен, повеле? Јас сам сакам да додам, ние премногу сме идеализирали процесите на европска интеграција и на НАТО, така да се само добрите страни сме укажували на реалните околности кои што и како влијаат во овие меѓународни односи. Јас лично често пати кога зборувам за меѓународната политика користам една изрека на еден професор од Словенија, во меѓународната политика нема правила, две правила, едното дека нема правила, второто дека нема морал. И никога со прецизно не можеш да ги предвидуваш сите околности како ќе се случува. Тоа вика како билјардски топки. На една топка ќе утриш, сите ќе се поместиш и никогаш не знаеш со сигурност како ќе се намеси следниот удар. Така да ние тогаш го ценивме такви што ги оценува професорот Ружин околностите, но ни сега не се помалку комплицирани околности. И сега имаме како комплицирани меѓународни односи. Имаме еден председател на Америка кој јавно кажува веќе за мене не важат вредности. Јас сега ќе шурувам и ќе соработувам со кој имам интерес, а не дали делам заеднички вредности. А порано ние зборувавме дека НАТО и Европска унија се една паричка со две страници. Значи, на основа на некои вредности ние се собираме, не само за одбрана, чиста реал политика, но се повеќе ние наблегуваме во една ситуација која реал политиката функционира, не само во меѓународните односи, кој во Европа полека станува се појасно и појасно, или си со мене, или си против мене. Ова после Брекзитот, тоа е се појасно и појасно дека така стануваат работите. Ги пратиме изјавата на Меркел, која вика ние дефинитивно веќе треба да порастеме и да можеме да живееме заедно. А предпоставам дека Ружин како амбасадор во НАТО знае колку порано таа битка била оштра. Дали ќе има војни сили или нема да има војни сили, како тоа ќе се одрази во функционирање внатрешно европски и така натаму, тоа веќе станува реалност. Така да сите тие околности директно и индиректно ќе влијаат и сега кај нас. Затоа ние ќе мора полека да се повлечеме од тие позиции за обединување на основа на некои вредности, повеќе обединување околу интерес и партнерство. Така да, мислам дека Република Македонија полека ќе треба да бара некои стратешки партнерства со реалните партнери, реалните фактори кои денес влијаат во светот, а посебно во Европа. Европска унија како целина тешко ќе можеме да успоставиме, затоа ќе мора да бараме некој партнерство со Германија и со американците и некој друг партнер од соседството, за да не можеме некако издесуваме она што нас ни е најбитно. Иначе да тргнеме од предпоставка дека утре ќе имаме подобри околности, а не сум убеден дека ќе имаме подобри околности. Но туку ние ќе треба да научиме да живееме во реал политички околности. Кај вредностите веќе не се клучниот критериум на основа на кој луѓето денеска се работуваат посебно за безбедностни прашања. И кон ова би додало на што кажа Николас Барнс.
Вели, слушајте, цело време НАТО го гледате како на вид чатор за вашата безбедност. Меѓутоа, реферирајќи се на Кенеди, тој вели вака: немојте да чекате и да гледате што НАТО може да направи за вас, туку гледате што вие ќе направите за НАТО, а ние можеме, направивме во минатото, наши момци беа и во Афганистан, и во Ирак, и Либан, и така натаму. Така што мислам дека во право е Ризван што тако ова димензија, но и уште има една димензија која е многу битна, што тој ја започна околу опозицијата. Видете, статусот на опозицијата е многу битен во европските вредности, затоа прибе кога ќе дојде едно од прашањата, бидејќи лошиот пример на третирањето на опозицијата од страна на ВМРО ДПМН во изминатите 11 години, ја исврлува, ја тепа, ја малтретира, протестира, то не сме да се повтори. И затоа извештајот на Прибе ќе не биде исто така и дел од ориентирите, дел од нашиот акционен план за членство и во НАТО, и во извештајот на Европската унија, каде што ќе мораме да бидеме исто така добри ученици, односно нема реваншизам, одиме понатаму, градиме едно демократско општество. Мислам дека не, извини, но сакав само ова да на некој начин околностата нова која што тенденцијата на Русија и други сили да пенетрираат одека дали би можеле ние да ја користиме како можност, како шанса, не како хендикеп. Секако дека претпоставам дека Ружен и овие останати ги има слушана идејата на формирање на НАТО, позната кој што вика која е идејата на НАТО. Америка in, Russia out, Germany down. Тоа е основната идеја на НАТО. Америка внатре, Русија надвор, Германија под контрол. Но се имаме реалност, да, ние треба да ја држиме надвор Русија, но Германија не е down. Германија треба да иде up. Она се повеќе. Силниот играч од Европа. Клучниот играч денеска во Европа. Така да имаме сосема нови, тоа може да се искористи како шанса. Имајќи секој во обзир генезата на формирањето на НАТО како можност, но секој гледајќи како новите фактори кои како растат и брзо растат и стануваат фактори во светот и во Европа. А тука треба умешност, треба знаење, треба и малце пореално да се оценуваат околностите. Димшевски, уште малку ќе ве држам околу НАТО. На конкретно прашање до Кодзијас денеска дали Македонија ќе добие поддршка од Грција, доколку за незините аспирации за влез во НАТО под привремената референца. Кодзијас вели дека најпрво треба да се направи нов договор во Обединетите нации, а потоа тој договор да се презентира и пред НАТО и пред Европската унија. Па договор веројатно тој мисли на решавање на спорот за името. Нема друг таму динамика друга нема. Нема ли тука некој простор за маневар во таа реченица? Слушајте сега, овде еве Германија порасна влијанието во Европа, да не е членка на Советот за безбедност. Јас не гледам таму нешто што ние треба да реагираме сега, треба да ги следиме тие настани. НАТО, САД се уште, мислам, поврзани. Тоа е една се уште организација кој главен командат го поставува председателот на САД. Така да и САД покрај силите на НАТО во Европа имаат американска војна команда, која е независна, иако истиот командант командува и со неа. Без разлика, САД исто имаат влијание во тој Совет за безбедност, сутре тие може да покренат иницијатива за прием на Македонија во Советот за безбедност под уставното име. Кој ќе се спречи? И Грција тоа го знае. Значи, не се тие без механизми за вршење притисок, ако веќе одиме на таа или нови договори. Јас сметам дека денес имаше позитивна изјава не само од нашиот министер, туку и од министерот на Грција, кој разграничи, барем ни стави до знаење дека ги познава овие термини, ја знае чувствителноста во Македонија во однос на етничкиот идентитет на македонскиот народ, не се кажем така, и што значи географско прашање во однос на името. Значи, тоа јас го сметам за многу позитивен исчекор. Добар почеток, ако ништо друго. Тука правиме пауза за реклами, па се враќаме назад со дебатата.
Фотографиите се прават за спомен. Што поприродни, тоа подобро. Може. Натурали, тако е. Тако е. Браво! А со некој додаток? Натурали, Артија. Давай стави саксио на глава. Да, ево ја ќе прежи. Се вистинска уметност. Можете, молим вас, Андре, само стомак да учите. Hoćete da ja tebi ovo ne platim, brate? Не, одличен е стомак, мислам. Медведи, златокоса, рана и едно друго грозđe и бананама. Учути да се стикам веќе. Овие фотографии гарантирано нема да ги заборават. Акција! Чао! Андрија и Ангелка, вечерва. 3 и... Ова лето, нурни се во големата наградна игра на ДАП и освои вредни награди. 9 iPhone телефони, 9 велосипеди, 225 ранци, 225 крпи за плажа и играј за 1 милион денари. Собери 5 златни капачиња на ДАП од 0,33 или 0,5 литри или 3 зелени капачиња на ДАП од 1,5 литар. Испрати ги до Прилепска пиварница на Поштенски факт 268 Прилеп и стани новиот ДАП милионер. Дознај повеќе на веб страницата на Златен ДАП. Овој ДАП е за тебе. Златен ДАП. За методата лазерска корекција на диоптријата имав слушнато уште како студент во текот на мојот престој во Соединетите Американски држави. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офталмологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам лазерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Правенки, формули, делење, множење. Не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. 1 поен вреди 1 денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Кога цревата се здрави, се чувствуваме добро. А кога чувствуваме непријатност, надуеност, газови или диареја, цревната рамнотежа е нарушена. Една капсула Linex Forte на ден е доволна за одржување на цревната рамнотежа. Linex Forte. Рамнотежата започнува одвнатре. Без сложени пресметки. Само во Рамстор. 1 поен вреди 1 денар. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Повеќе е секогаш подобро. Од сега, поголемо пакување на Пепси со 250 мл гратис. Побарај го новото поголемо пакување на Пепси за нови моменти на уживање. Повеќе Пепси, повеќе моменти за уживање. Пепси. Во една прекрасна балканска земја, едно семејство открива еден волшебен пијалак. Гасоза. Ама една ноќ пијалокот исчезна. Но се појави тој и ја спаси ситуацијата. Филм што самите секојдневно го креирате и не смеете да го пропуштите. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Акција во Промес. Свинско каре 295 денари. Свинска картина Бут 265 денари. Кравји кашкавал Георгиеви 269 денари. Пиле грил 95 денари. Чадена свинска печеница 299 денари. Мелено месо 179 денари. Промес. Одличен избор. Од собствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Кози јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Кози производи за здраво детство, силна младост, среќна старост.
Искеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Дејан Аврамовски, Скопје, Мирјана Делчева, Струмица, Зорица Ѓорич, Кадино, Мартина Младеновска, Ранковци, Даниела Колевска, Јурумлери, Наташа Ѓоргиевска, Радишани. 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа 100 пробио. Во само една капсула Диа 100 пробио. Има 4,5 милиарди пробиотски бактерии. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диареја и надуеност, за одржување на нормална рамнотежа и функција на цревната микрофлора. Диа 100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Роса. Свежа како планинско утро. Питка и бистра. Од срцето на планината извира и тече кон тебе. Да засили, да освежи, да се грижи за тебе. Роса. Погодна за целото семејство. Кога знаеш кој си и знаеш што сакаш, тогаш знаеш како. Лашко. Добро дојавте назад во студиото на 24. Анализар изван Силеманина, Норужин Пиродимшовски, што може да се очекува по средбата помеѓу шефовите на македонската и грчката дипломатија. Господин Ружин, вие бевте наред во тој круг. Околу изјавата на Кодзијас дека најпрво треба нов договор во Обединетите нации, а потоа да се известат и НАТО и Европската унија. Има ли тука некаков простор за маневар? Димшовски вели смета сигурно за промена на името. Значи, не би морало да значи. Секојаш има простор за маневар кога се работи за дипломатија. Значи, дипломатијата е, како што ви реков, вие не можете да ставите во една рамка. Секојаш постои простор за маневар, можност за содржина, можност да преговарате, да лобирате, да притискате што ќе биде, што нема да биде, значи тоа е всушност, тоа е жива материја, знаете, не можете вие да ви наметне некој нешто одма да прифатите, значи ќе се отвори еден простор, дебати во двете држави и така натаму и така натаму. Така што можеби како излезно решение е можно, иако ја мислам дека на грците сепак многу им тежи хашката пресуда, нели, каде што тие практично ние, ако сакаме да играме тврдо, како што играше порано ВМРО ДПМН, ние можеме да се повикуваме цело време на таа пресуда и викаме дека еве вие не сте во право, меѓународното јавно право ношат позашто и факт. Но веројатно бараат нешто додатно, а сега од овој аспект ние не можеме да цениме. Може да се работи и за ревалоризација на привремената спогодба, може би да се бара некое друго решение, но како и да е, важно е да се откочи овој процес кој што значи блокада на се. И драго ми е што со оваа влада почнуваат работите да се тркалаат, би рекол, да се отвараат пополека, а мислам дека избран најдобриот метод, тоа е диалог. Ако не диалогизирате, вие практично сте за статус кво. Диалогот е една најдобра формула, а понатаму ќе видиме што кажав. Грција исто така не е во некоја феноменална позиција, многу задолжена држава, таа исто така ќе бара одредени отстапки, можеби од меѓународната заедница, но добро е да се има добри односи со. Факт е дека диалог имаше и помеѓу поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски со Никос Кодзијас, оние мерки за градење на доверба. Кодзијас беше во Скопје, Поповски беше во Атина. Не беше тоа комплетно мртво. Да, меѓутоа постоја премногу голем број на предизвици, на пречки кои што ги изгради премиерот Груевски и преку кој што тој беше едноставно, Груевски е еден лош дипломат, мислам, тоа факт е секаде.
тој нема никаква флексибилност во неговиот дух. Значи, од него не можете да очекувате некое излезно решение, неговите ставови се цврсти, тој не може од него да барате некое подрешение, едноставно упорење во нешто и останува на тоа. Меѓутоа, затоа неговите ставови се добро прифатени, например, од најтврдокорниот дел на државата, оние што се оптоварени со некои вредности од минатиот век, кои што сметаат дека, не знам, ние сме деца, и така, и како и да е, мислам дека македонската дипломатија тргна по добар пат, можеме тој пат и да го почувствуваме, мислам дека пред нас се подобри денови, ја откочивме и Европската унија, се очекува големи поддршки и финансиски, и економски, и социјални, и културолошки. Македонија се отвара кон светот. Не е тоа Македонија која што беше постојано тема на разговор и критика, држава со која што во последните неколку години практично станавме модел на исмејување, почнувајќи од архитектурата, па завршувајќи до однесувањето на нашите дипломати кои што беа заспиени, уплашени, дури имам сознание дека морале да пишуваат депеши за да не се налути премиерот каде што нешто се критикува. Значи, исто како во комунизмот, мора да бидат депеши кои што се пофални, каде што нема да се открива вистината за... Се надеваме дека резултатите од како што велите оваа Македонија отворена кон светот набрзо ќе дојдат господина Селемани. Кодзијас вели прашањето за името е географско, а не идентитетско. По мене тука е најголемиот проблем за Македонија. Последните, реториката на поранешната влада беше да се случува идентитетот, јазикот, културата и така натаму, тоа стана баук, дека сака Грција да ни го смени така идентитетот. Жално е што таа реторика е да не е само дипломатска, што се создаде убедување кај македонскиот народ. Токму тука се крие по мене најклучното прашање. Како ќе успееме сега ви убедените дека е тоа поврзано со идентитетското прашање, да ги разубедиме дека не е идентитетско прашање, тука е географско прашање. Ти треба големи реформи внатре во државата, во политичките партии. А тоа е малце подолг пат. За мене постојат, ја ги нарекувам 3D политика. Девомеризација на ВМРО, десоциализација на СДСМ и деучекаизација на ДУИ. Очигледно различни да имате. Демократизација на општеството. Тогаш ќе дојде сам по себе демократизација. Се дека ВМРО го сака да го сочува монополот на створителна држава, чувар на идентитет, на државност, од некои историски причини, тешко дека ќе успееме да ги разубедиме. Целата таа политичка реторика, целото владење 10 години се заснива на тоа. А тоа не е реторика. Тоа е огромен број споменици, учење по учебници, од прва до 8, што ги убедивте младите деца дека е тоа така. Идентитетски инженеринг, така да кажем. Идентитетски инженеринг. Она се е на друго прашање што не сам да го прекам, чисто теоретско прашање на создавање инженеринг, на создавање нова нација. Ама тоа да го оставиме да се... Но тоа е факт. Ние ќе ми кажеме 100 пати на ден дека тоа не е. Ама секој ден кој издегува во плошта ќе гледа споменици кои ќе го потсетуваат на тоа. Ученици учеле на тоа. А за да тоа го направи, СДСМ треба малце од високата реторика и дипломатија да се пушти кај народот. Кај тие што јас ги нарекувам што мирисат под мишките. Кај тие кои што седат под стакленици. Да ги разубедат тие дека во интерес на тој обичниот граѓан, не на интелектуалците и високите елити, на тие Република Македонија да стане членка на НАТО, на тие интерес да стане членка на Европска унија, тие треба да сватат дека целата ова е приказка и игра за останување на власт и за одредени своји групни интереси, дека не е нивен интерес, а тоа не е мала работа. Тоа не е мала работа. И дефинитивно политичките елити албански треба да се ослободат тоа дека целата работа треба да бидат по некои историски некакви, тука конечно да имаме политички партии, вистински. Сите сме заробеници ние на некои наши создадени митови и да почнеме да се демократизира вистинска Република Македонија.
Како во вакви услови би успел референдум зимето, кој што го најавува и новата влада, доколку има прифатливо решение? Ако треба и до најобичниот граѓан, како што правеше свое време Ататурк, Кемал, кој требаше да го смени азбуката на турците, кој што 500 години владеа со еден друг азбука. Да ги убеди дека во инвен интерес, ако тие сака да станат граѓанска демократска држава, да имат пристап до знаење и технологија и развој европски, они треба да го сменат азбуката, да имат латинска азбука, што не беше лесно, ама тој одеше од село во село, со кредај и табла, да им објасни дека е тоа во инвен интерес. Така ќе треба и ние да отидеме, да им објасниме дека во инвен интерес да се ослободиме од тие. Господин Димшевски, рековте да не се злоупотребува прашањето околу името за внатрешна политичка дебата, за добивање во партиски кампањи пред избори и така натаму. Одбраната на македонските интереси не сме да се сведе на намалување на очекувањата. СДС, се извинувам, како што пишува во соопштението на ВМРО-ДПМН, вети брзо членство во Европската унија и НАТО, не сме посетата на Заев во Брисел да се сведе само на одмрзнување на препораката за членство во Европската унија. Македонија тоа го имаше 6 години поред, а последните 2 години препораката е условена токму заради кризата во која што СДС ја втурна државата, пишува во соопштението на ВМРО-ДПМН, СДС мора да го оствари ветувањето и да ја внесе Македонија во ЕУ НАТО без да задира во идентитетските прашања и да склучува договори на штета на македонскиот народ и македонските национални интереси. Ова соопштение е денешно. Да. Пред средбата на Кодзија со Димитров, по средбата на Заев со во Брисел. Кодзија вели прашањето е географско, не идентитетско. ВМРО-ДПМН ја вели да не се задира во идентитетот. Нема ова да... Апропо... Нема да премине во политичка тема внатре во ВМРО-ДПМН ова прашање, таму има други сега процеси. Така да не знам зошто воопшто излегле со вакво соопштение. Мене многу ми смета тоа што СДС не како партија не ословуваат со она вистинско име СДС, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Тоа е навредливо, запаллива реторика, многу е токсична реторика, таа не ни треба. Таква реторика може да има некоја екстремна партија, значи екстремни партии, знаете, оние што се расистички партии и така натаму, што имаат 1-2% од политичкото тело во една земја. ВМРО-ДПМН е сериозна партија, не треба со такви детски прекари, не, од тука треба да почнеме. Ако почнеме, ако треба да ги доближиме ние односите и да изградиме еден заеднички став во однос на нашата надворешна политика. Оваа политика што ја води сега СДСМ не е различна од политиката на ВМРО-ДПМН. Само тие дадоа нов елан, нова енергија и гледаме како еден министер може сам да се искажи со свој став, како еден премиер да искажи свој став, како една таму министерка за надворешни работи Шекеринска објаснува и така натаму. Значи имаме 3 стожери, прилично искусни луѓе. Значи се даде нов елан во една постоечка политика што Македонија се обидуваше и претходно за време на ВМРО-ДПМН да издействува, меѓутоа беше блокирана. Грција долго време не сакаше да се сретне со наши представници, мислам поради тие провокации, иако Грција многу мудро изигра. Таа не даде никогаш официјална жалба по однос на тоа што ние правевме со именувањата и така натаму. Меѓутоа, како што слушнавме од амбасадорот Ружин овде, таа праќала и како силни сигнали по тие внатрешни канали. Значи, тоа требало да се земи тогаш многу сериозно. И кај нас, многу, дури мене ми е, јас сум загрижен некогаш и ова владеачка структура да не се најде во ситуација кога ќе се испрати незе сигнал по таков канал, таа да го занемари, да не го прими за сериозно и многу е важно за премиерот Заев сега да знае од каде, кои информации од каде ги добива и каква тежина да им даде. Идентитетско или географско прашање? Според себе. ВМРО-ДПМН вели да не се задира идентитетот, тоа е став на сите партии во Македонија. Истото и Коцијас го тврди. Значи, не исти став се со Коцијас тврди дека тие се за географско, дури ги обвинува нив, што сметам дека тоа не е фер,
Не треба нас да ни префрлаат такви, значи вртени топки за сега ние да почнеме внатре да го обвинуваме ВМРО ДПМН дека ги изнесло тие ставови. Не е тоа битно од каде дошле тие, кои не е битно тоа толку. ВМРО ДПМН треба да биде фактор кога се создава таа политика сега и ставови и тоа треба да биде, мислам, еден двајца луѓе таму клучни во тој извршен комитет да бидат запознаени со што се случува за да немаме некакви, како да речем, основи за национал шовинизми да се изродат од никаде. Што доколку работи против референдум? Референдум најави премиерот Захар. Не би им препорачал такво нешто. Господин Рушен, значи, идентитетско или географско прашање, вака сега. Кардинал Ришелје уште одамна, значи некаде во 18 век, ја има дефинирано, французите кои велат резон дета, односно незначаниот државен интерес. И тој вели вака. Незначаниот државен интерес на една држава е зачување на границите, значи територијата, понатаму го да надоградуваме како соодветен животен стандард, стабилна држава и така натаму и така натаму. Најбитно е Македонија да стане држава која што ќе им обезбеди на своите граѓани една стабилна иднина, едно демократско, транспарентно општество, со владењето на правото, со слободата на медиумите, со една респектирана опозиција која ќе ја контролира власта, со слободни асоциации, било да се соросоидни или било какви здружења на граѓаните кои што ќе подигнуваат, ќе иницираат. Тоа е најбитното. Мислам дека ова прашање е географско прашање. Тоа не задира во идентитетот на македонецот. Нема да бидете помалку или повеќе македонец ако дојде и до некое решавање на ова прашање. Јас не сакал да би сакал да нешто однапред предвидувам, но можеби ќе дојде и до тоа еден ден. И треба да сме во таа насока свесни. Политичка култура, политичка свест на граѓанинот, индивидуализам и ова што го вели Ризван и Димшовски, граѓанинот мора да стане свесен за својата положба. Самиот да размислува, да наоѓа решенја, да иницира. Во овој миг не сум сигурен дека референдумот би успел, бидејќи народот се уште под оној спинување, индоктринирање, не знам, бевме антички македонци и така натаму, постои една хаотичност во нашата глава, што сме практично ние. Еднаш бевме Југословени, па после тоа, не знам, македонци, големи македонци, па и така натаму и така. Значи, потребно е практични да бидеме и да бидеме во полза на иднината на идните генерации. А тоа е членство во НАТО и членство во ЕУ. Мислам, јас, како се неутрален, како албанец, мислам, Македонија гледам фактички два пристапа од десницата и левицата цело време во оваа битка. Десницата, ако може така да ја дефинирам, прво вика треба ја зачуваме да ја нацијата, за да ја зачуваме државата. Левицата вика да ја зачуваме државата, за да ја нацијата. Тука е, мислам, по мене крупната разлика измеѓу левицата и десницата. Дали јака нација, односно свесна нација за идентитетот, е поголема гаранција за зачување на државноста, или држава стабилна, сигурна, која што ќе биде дел од НАТО, е поголема гаранција за развој на нацијата. Што се не за до мене, промената на името, етничкиот карактер на македонците нема да го смени. Но, политичкиот, како на политичка нација македонска, ќе мора ние да сватиме дека е поинаков. Тоа треба да биде рефлекс на она што сме ние, како мултиетничка и така натака. Етничкиот карактер не се загрозува, по мене. Зашто етничката е нешто што е родено, што се сваѓа од историските корени и така натака, и тука никој не може да ги менува, да ги смени. Но, како политичка, тоа веќе е сосема друга работа. А тоа мора да го правиме порано или покасно. Многу кусо, при крај сме. Прибе се очекува во Македонија, освен споразумето
итните препораки од Прибе се клучен приоритет, и од Брисел се бараат, од таму имаше и порака испорачајте, ќе возвратиме. Колку Македонија е подготвена да испорача препораки, што може да се очекува од Прибе? Тие се многу, да речам, децидни реформи, мерливи реформи, и во тоа е нивната опасност, де факто. Нема да отстапат ни педа, нити во НАТО, нити во Европската комисија, во однос на тоа што Македонија треба да испорача, и тука треба да се насочат сите напори. Многу е важно. Мислам, може би поважно од тоа името нормално со Грција треба да се тера напоредно, со Бугарија спорот исто така да се гледа да се затвори. Што каже господин Сулеймани, не би се сложил само на кратко за левицата и десницата. Имавме ние десница на вас во наводници. Не знам веќе што е десница. Не можеше 600 милиони да потроши на универзитети во САД, во секој универзитет да се учи македонски јазик. Можеше, ако беше толку за нацијата, можеше 600 милиони да се потрошат армијата да се опремеше. Сега да имавме милиарда дадени плюс средства за наместо за земјоделство и за споменици и така натаму. Значи можевме ние на друг начин да ја појачаме нацијата, не го направи. Тоа така не се сложувам со таа дефиниција. На терен немаме ние освен зборови, ефтини зборови, не видов ја дека некој многу ја појача македонски идентитет, го појача. Изборите ги добиваше на тоа. И градеше споменици. Не, пропагандата тоа е перцепција. Тоа е таа пропаганда. И пропаганда и учење од беше 40 милиони. Александар Македонски ваков онаков, учење дека вакви такви корени имаме. Балонот пукна, нема сега. Нема сега, веќе тоа систиш. Нема. Силна поддршка од Брисел многу кусо. Пред влегување во студиото една информација која што вице-премиерот за Иврената Грација Бујар Османи објави на неговиот Facebook профил дека се одмрзнуваат дел од фондовите 109 милиони евра за инфраструктурни инвестиции во Македонија. Така ли ќе се покаже бриселската поддршка? Не, и уште повеќе. Мислам дека тоа треба да го помножите со многу повеќе бројки. Европската унија е зад нас. Мислам дека Европа малку свати дека во минатото правеше одредени неправедности кон Македонија и сега и помага кон реформите, кон заживување на стопанството и се очекува многу повеќе пари да стигнат од Европската унија и на тој начин ќе се помогне во реформите и наместо политичарите да бидат главни звезди во оваа држава, се надам дека тоа ќе бидат музичарите, филмските глумци, обични луѓе и така натаму, спортисти, а не политичари. И второ, што можам да апелирам, а и на вас како куќа, аман престанете веќе со внатрешна политика. Гледате ги вестите надвор во светот. Се почнува со нешто што се случува надвор. Ние самите ги негуваме нашите политичари како заштитени животни, дека се тие најпаметните, најзнаечајните, највредните нешта. Има толку настани, толку лица во оваа држава, познати и непознати, кои што многу вредат, а ние заради политиката тие луѓе ги... Политичарите, за жал, ја креираат политичката криза во која што беше Македонија или ја вадат името од политичка криза. Господа, јас тука морам да се одјавам, ви благодарам што вечера бевте гости во 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете понатаму со телевизија 24. Пријатно!